Добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Овој пат денес анализираме задно крило, како тоа функционира и како тоа се совпаѓа со целокупниот аеродинамички концепт кај болидите. Доколку ви интересираат овие технички осврти, ве замолувам да останете со нас во следните неколку минути и заедно да ја разбиеме магијата наречена Формула 1. Оние кои имаа прилика да ги гледаат претходните две видеа на каналот на Формула 1 на македонски, односно техничките осврти за предните крила, како тие функционираат и техничкиот осврт за страничните крила, верувам дека овој стил на видео ќе биде познат и се надам дека со ова видео ќе добиете една целокупна слика како функционира целиот аеродинамички пакет кај болидите. Значи самиот проток на воздух кога оди спрема задното крило по природа на формата на самиот болид, односно по овој поклопец на самиот мотор, оди нешто навидум вака спрема задното крило. Сега овој дел од задното крило првенствено се користи за создавање на потисна сила, нешто слично како што видовме и кај предните крило. Важно е да се напомене дека премногу потисна сила на задниот дел од болидот или премногу потисна сила која се создава на предниот дел од болидот може да донесе дисбаланс и може да ја наруши стабилноста на целокупната аеродинамичка ефикасност на самиот болид. При тоа водачот би губил перформанси и при тоа водачот постојано би се борел со ние два феномени познати како understeer и oversteer или подуправување или надуправување на самиот болид, како што може да видиме на оваа мала слика која ќе се појави сега во горниот лев агол на екранот. Значи, за да го избегнеме овој момент, за да болидот биде што поефикасен, односно постабилен во кривините, а побрз на правците, инженерите во Формула 1 беа приморани да изнадат неколку интересни решенија. Сега, кога самиот воздушен проток од средината на болидот оди кон задното крило и односно кон неговите краеви, тоа има тенденција да создава мали воздушни вртлози кои се движат спротивно од движењето на стрелките на часовникот и креираат драг, односно она аеродинамичко завлекување кое го успорува болидот. За да се спротивстават на ова, инженерите во Формула 1 ги имаат направено овие мали засекотини на самите странични панели од задното крило, кое помага да се создаде воздушна маса со негативен притисок при интеракција на воздушниот проток со овие аеродинамички елементи. Така што, кога воздухот наидува на овие аеродинамички елементи, тој исто така создава мали воздушни вртлози, меѓутоа во обратна насока овој пат, и има тенденција да се замеша со воздушниот проток кој се создава од средината, односно од надстрешноста на задното крило. Кога овие два воздушни вртлози ќе се сузбијат, тие заедно формираат еден трет кој потоа е со неутрален ефект, односно го неутрализира она аеродинамичко завлекување познато како драг. Овие исто така помагаат со креирање на негативна воздушна маса, односно негативен воздушен притисок зад задните вртматици, помагаат во менаџирање на оние негативни по аеродинамиката воздушни вртлози кои се создаваат при самото ротирање на гумата, односно при болидот кога е во движење. Така што оние кои имаа прилика да го гледаат видеото за страничните крила, односно за бачбордс, ќе имаат многу појасна слика за тоа што ви говорам овде. Доколку ви се допаѓаат видеата на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер и сабскрајб. Во однос на задното крило тоа би било се. Ова е само еден краток, едноставен осврт за да добиете генералната слика како функционира задното крило кај болидите во Формула 1. Искоментирајте кој е вашето мислење, искоментирајте кој следен дел од болидите би сакале да го анализираме понатаму и се гледаме повторно за големата награда на Баку, односно со видеата кои традиционално следат за време на викендот во шампионатот во Формула 1. Уште наш поздрав и се гледаме следниот викенд. Чао!